Почитувани, добра вечер. Ова е визави на програмата на ТВ канал ВИС. Мој вечерашен гостин е градоначалникот на општина Струмица, господин Костадин Костадинов. Господине Костадинов, добра вечер, добре дојдовте во визави. Добро вечер, благодарам на поканата. Ова е ваше прво интервју пред камерите на ТВ канал ВИС, пред граѓаните. Ќе зборуваме за вашите проекти, за она кое што го планирате да го реализирате во следните 4 години. Меѓутоа, еве веќе еден месец од вашиот мандат речиси истекува, па во каква кондиција затекнавте општина Струмица, што се случува овие 30 дена? Добро, прво интервју како градоначалник на општина Струмица во ТВ канал ВИС. Иначе морам најнапред да кажам дека ми е драго што еве повеќе пати сум доаѓал на гостување во ТВ канал ВИС и секако ми било посебен предизвик. Тоа ми трае уште и секако и понатаму ќе ми биде драго доколку ме поканувате да гостувам во вашите емисии. Секако дека веќе истекува еден месец од мојот мандат како градоначалник на општина Струмица и би сакал да кажам дека општина Струмица ја превзема во поприлично стабилна финансиска кондиција со затечени доста обемни проекти кои што се во фаза на реализација, дел се во во фаза на проектирање и дел се во финална фаза на реализација. Добар дел од проектите веќе ги реализиравме. Зошто? Зошто мојата цел е не да не ги завршиме проектите и да искажеме пониска реализација на капитални расходи, туку се што може да се максимализира во однос на развојните програми и во однос на остварувањето, односно реализацијата на капиталните расходи во буџетот, тоа да го максимализираме, токму тоа и се прави и е видливо во овие 30 дена, секако така и ќе продолжи до конечно исцрпување, согласно нормално можностите финансиски на општина Струмица до крајот на оваа буџетска година. Така, имаме уште еден месец од прилика до крајот на годината. Што во моментов се реализира и кои се плановите за завршување на активностите предвидени со буџетот од актуелнава 2021? Добро, во моментот се реализира шеталиштето на каналот Крушевска република, заедно со канализацијата нормално која што поминува долж шеталиштето. Секако дека се реализирани десетина улици, важни улици од програмата ФА за 2021 година во вредност од 16 милиони денари. Почнуваме со реализација на проектот на детско игралиште, мултифункционално детско игралиште кај местноста викана Шпики, каде што заради потребите на граѓаните е проектирано и секако веќе се реализира, поставена е бетонската основа и очекуваме деновиве да стаса и таа мултифункционална играчка со повеќе компоненти врзани во едно. Секако како важен исто проект е делот кај картингот во градскиот, во самиот градски парк до домот на армијата, каде што веќе почнуваме со ископување на постоечкиот асфалт кој што беше таму и таму ќе прерасне едно убаво мултифункционално спортско игралиште за потребите и заради барањата нормално на граѓаните на општина Струмица. Кога го спомнавме поројот Крушевска република, таму имаше одреден застој поради што беше и пролонгирана дел од активностите. Дали сите проблеми се надмина, до кога ќе биде завршен проекцијата до крајот на годината, ќе биде ли можна на овој дел од на каналот Крушевска република? Токму заради природата на самата површина за работа која што постои таму, верувам дека и проектантите не може да испроектираат се што би можело во фаза на реализација или на градба да се случува. Дел од проблемите кои што тековно излегуваат со реализацијата на проектот се решаваат и согласно тоа се врши, мислам, се одвива реализацијата на самиот проект. Секако дека очекуваме дека во наредниот период со забрзана динамика се работи, односно изведувачот работи со поприлично забрзана динамика да конечно и овој проект стане реалност. Веќе во погорниот дел од каналот Крушевска република почнато е со монтирање на плочки по шеталиштето. Тоа ни дава за право да веќе соопштиме дека влегуваме во финална фаза на реализација на таа прва фаза од уредувањето на каналот
Крушевска Какви република. ви се плановите за продолжување на активностите во следната година? Дали ќе продолжите од овој мостот што е од кружниот тек надолу во 2021 или ќе остане за понатаму? Секако, буџетски реализирано како капитална инвестиција, тоа се реализира во моментот кога ќе достават, изведувачот ќе достави ситуации и тие ситуации општината ќе ги исплати. Затоа во буџетот за 2022 внесуваме дополнително средства од 30 милиони денари, кои што сметаме дека ќе бидат доволни за завршување на прва фаза. Да ја следиме динамиката, да ги следиме потребите, да веќе е готов проектот до завршување до Климент Охридски. Она што е моја идеја, да не биде втора фаза да почнеме од кружниот тек кај Евана, Така? па до Климент Охридски, до транзит, до булевар Климент Охридски, туку да биде поделена, да биде додадена, се извинувам, уште една фаза. Значи втората фаза да биде од кружниот тек до улицата Младинска и од улица Младинска, најмалиот, најкраткиот дел што останува, до Климент Охридски. Тоа се моите планови и секако согласно, ќе повторам, приоритетите кои што ќе ги утврдиме со граѓаните преку најразлични форми на комуникација, дали се јавните собори, дали се форумите на заедници, дали е одењето од врата на врата до граѓаните да ги слушнеме нивните потреби, доколку утврдиме дека потребите на граѓаните се да се реализира тоа шеталиште втора и трета фаза, секако дека во некој еден можеби ребаланс дополнително ќе зголемиме средства и за таа намена. Так, господине Костадинов, да позборуваме за она што се случува во градот во смисол на екологија, урбанизам, паркиралишта. Ме интересира заради тоа што вие во една претходна изјава најавивте дека ќе мора да се зголеми активноста, особено на комуналните инспектори и ќе воведете двосменско работење. До каде сте со реализација на оваа намера? Веќе оваа недела, значи веќе е почнато, издадена е наредба од моја страна, спроведена преку секретарот на општината нормално и е доставена до оделението за инспекциски служби да веќе комуналните инспектори заедно со комуналните редари работат во две смени. Значи веќе тоа почнува да функционира. Јас се надевам дека веќе наредната недела во извештајот ќе видиме и конкретни, податливи информации за тоа што имаат конкретно превземено. Секако дека заради потребите на нашите вработени, односно на нашите инспектори, на нашите комунални редари, потребно е дополнително возило кое што ќе одговара на нивните потреби, ќе можат да излезат на терен, не дека сега немаат, но верувам дека имаат дополнително потреба со сменското работење. Токму заради тоа што анализите ни го покажаа дека особено во делот кај дивите депонии, дека се ствараат во периодот од 16 до 18 или 19 часот, заради тоа е и воведено сменското работење. И јас сум оптимист дека во тој дел токму тоа сменско работење ќе даде конкретен резултат. Што ќе правиме со дивите депонии кои што имавме изјава од комуналец дека минатата година се исчистија 100 локации, меѓутоа за неколку месеци повеќе од половината беа обновени. Што може да се преземе освен редовните контроли за спречување фрлање на градежен шут, фрлање на мебел од домаќинството, како ќе се системски решаваат овие проблеми освен со инспекциите? Така. Инспекциите се тука да детектираат, да казнат, нормално да напишат казна доколку некој тоа го прави. Секако дека планираме посериозни опфати. Комуналец повторно ќе чисти, но ние сме тука, секоја можна прилика ја користам. Градоначалникот заедно со комуналец, заедно со сите општински служби, но најважно од се, заедно со бизнис секторот, заедно со граѓаните, да ја креваме свеста да не се создаваат таквите диви депонии. Ако ја кренеме свеста на потребното ниво, ние нема да имаме проблем. Ги имаме службите. Комуналец чисти и пак ќе чисти. Депонии ни се ствараат. Конкретно можам да ви дадам еден податок. Чистењето на дивата депонија во населено место Муртино ја чинеше општината, односно комуналното претпријатие Комуналец Струмица, близу 600.000 денари. Зборувам за механизацијата, багерите, зборувам за камионите, зборувам за човечката сила која што таму се употребува, зборувам за горивото, нафтата која што ја користа таквата механизација. Тоа е скапа работа. Јас знам дека е проблем за граѓаните. И тоа е детектирано, тоа е увидено и веќе реагираме. Конкретно во касарната, кај што практично представува град во град, заради сите тие градби. Само да се тргне овој градежен шут, ни требаат околу 40 милиони денари, 50 милиони денари.
Зборувам да се врати во првобитна состојба како што било. Тајмо имаме нови површини кои што сака општината да ги продава и мора да ги продава за да обезбедиме и приходи. Секако и за оваа година и за наредната. Што ќе правите во 2022 ваква ситуација? година. Имаме од една страна потреба за парцели за градежен шут, затоа што треба тој чут да се изнесе. Од друга страна многу скапо веќе ни да го одржувате просторот. Тоа е наша обврска и јас редовно комуницирам со бизнис секторот, со градежните фирми. Секоја градежна фирма е спремна да помогне, во расчистување на градежниот шут конкретно. И секако дека обврска на општината е да заедно преку ресорните министерства обезбедиме соодветна локација, зборувам негде локација која што ќе биде одобрена и од бизнис секторот, затоа што немаме намера да најдеме локација која што не знам ќе биде 15 километри од Струмица. Затоа што и тие компании, носењето од градежната парцела, градежниот шут, носењето 15 километри на одредена друга парцела и враќањето назад, тоа се 30 километри дополнително трошок за таквите компании и не сакаме да ги воведеме во ситуација во која што нема да биде поволна за нив. Сепак, таквите фирми го полнат буџетот на општина Струмица, имаме обврска да се грижиме и за нив. Разговараме со Министерството за животна средина и во најбрзо време верувам дека ќе одредиме соодветна локација која што ќе биде прифатлива за бизнис секторот, нормално прифатлива за граѓаните, прифатлива за општината. Со тоа што нема да се стварат тоа не се депонии, тоа е депонија од градежен шут. Зошто треба да ги разликуваме? Затоа што градежниот шут, односно цврстиот отпад, не ја загадува животната средина. Ја нагрдува. Ја нагрдува и доколку тоа соодветно се третира. Со текот на времето може многу лесно да се, односно не многу лесно, туку со сигурност ќе се ревитализира. Тоа е дополнително површина, станува земја. Станува земја која што може да се ревитализира низ годините, но дека ќе биде истата површина неколку години, истата слика нема да биде. Сепак станува збор за фрлање на градежен смет, на цврст отпад. Да, во однос на јавните површини се почесто се забележува и реагираат граѓаните на узурпација, особено од автомобили, непрописно паркирани возила. Што може да преземе општината дополнително за, нови парцели за паркирање, поинакво решавање можеби на сообраќајниот метеж во градот? И тука ќе кажам, крејање на свеста. Не може да ни е најнормално прифатливо кога одиме било каде надвор од државата. Да ја паркираме колата ако треба и 1 километар подалеку од центарот и да испешачиме, а овде да не биде проблем. Ние имаме зони за паркирање, ќе создаваме нови. Факт е дека во централното градско подрачје ни фалат повеќе паркинзи. Дали ќе бидат катни гаражи, дали ќе бидат подземни паркинзи. Тоа е гајле на општината и тоа заедно со општинските служби и со стручните лица ќе го утврдуваме. Каде ќе бидат сместени, дали постои локација, дали треба дополнително со измена на детален урбанистички план или сега со носењето на новиот генерален урбанистички план, некаде да предвидиме површина за паркинзи. Но сепак, во општина Струмица има доволно зони. Ако прошетате вие низ булеварите, ќе видите дека одредени зони, каде што ни се утврдени како зонско паркирање, каде што имаме паркинзи, стојат празни. Зошто? Затоа што навиките на дел од граѓаните се да се паркира, пример, пред комерцијална банка или пред Тутунска банка и да влезе во Тутунска банка, затоа што тука му е најблиско. Мораме да ги променуваме навиките. Мислам, навистина Струмица ни е идеална општина каде што може да се движиме и со алтернативни видови на превоз. А не зборувам за зимскиот период, не зборувам кога врне дожд. Но кога имаме убаво време, Струмица е идеална за пешачење, за одење на работа пешки, за одење на работа со велосипед. Секако тука се веќе наметнува потребата од велосипедски патеки. Би рекле сега граѓаните да немаме велосипедски патеки. Постои проект за реализација на велосипедска патека, тоа е долж булеварите. Пред се мислам на булеварот Гоце Делчев, каде што практично имаме и појава на диви продавачи, кои што со право сметат на луѓето кои што закупуваат дуќани, плаќаат кирија за тоа, плаќаат даноци на државата. Како ќе го решите овој децениски проблем? Еден од проектот за велосипедски патеки предвидува токму поминување на велосипедската патека затоа што станува збор за широки булевари на еден дел од булеварот. Од таму да поминуваат велосипедите, со тоа природно веќе нема да има простор каде да бидат сместени
тие што сакаат да продаваат на диво. Секако дека инспекциите од рано изутрина се поставуваат на булеварот со цел да спречиме појава, секако дека тука е и секторот за внатрешни работи, полицијата е тука да помогне и секако пазаришната инспекција редовно сме во комуникација, излегуваме. Ќе повторам, нашата цел не е по секоја цена да ги казнеме граѓаните. Ама од друга страна има Но силен од друга страна револта. не може да не ги почитуваме законите кога некој плаќа данок, плаќа кирија, се му е дојдено на сметка. Корона криза е, ковид криза е, пазарите паѓаат и сега тој продолжува да плаќа и некој напред пред него вади Изминатите месеци вади имаше чаршаф и неколку продава. обиди за средба со локалната самоуправа, полицијата, инспекциите и државниот пазарен инспекторат, меѓутоа се чини дека се создава голем проблем со таа поделба на ингеренциите на кои до каде и овде со дивите продавачи генерално не можат да излезат на крај. Имате ли друга стратегија? Што би правеле кога повторно ќе ви се појави ваков проблем? И да имаме велосипедска патека, можеби ќе најдат нов простор по Наша обврска е точно поделени се надлежностите. Не може комунален инспектор да одземе нормално роба која што се продава на тие улици. Не може да постапи да ги тргне без асистенција на полицијата, но секако дека ние имаме комуникација и со СВР Струмица и со пазаришна инспекција. И ќе постапуваме. И мора да постапуваме. Обврска ние да постапуваме. Инспекторите ќе бидат излезени на терен заедно со комуналните редари. Најдобро е да се воспостави континуитет ако почнеме од понеделник. Тоа да трае месец, 2, 3 месеци, се додека е потребно со цел да се искоренат појавата на диви продавачи на тие ударни места во општина Струмица. Кога зборувавме за зоните на паркирање, се појавува, сигурно сте забележале во центарот на градот, да речеме до малиот парк улицата е зонско паркирање, нагоре кон музејот не е и буквално едната коловозна лента која што треба да служи за разминување е блокирана. Така има во многу такви блиски до центарот улици каде што се блокира сообраќајот. Како ќе го решавате? Дали повторно со столпчења, со можеби не знам решавање на сообраќајниот тек? Сте размислувале ли на ваквите проблеми? Има моменти, има делови од улиците, делови од општината каде што е добро да се постават тие протокалови столпчиња кои што лично мене естетски не ми се допаѓаат, но решаваат реално решаваат проблем. Не помага, тие помагаат. Реално решаваат проблем доколку имаме потреба и доколку имаме можност да поставиме такви столпчиња, би поставиле. Јас верувам дека и јавното претпријатие паркиралишта Струмица ќе донесе предлог за воспоставување нови зони на нови делови од општината каде што во моментот немаме. Ова е убава можност да разговараме дека, како што рековте вие, до одреден дел на улицата има зонско паркирање и веќе нагоре нема. Можеби ќе преминеме и на зонирање на таквите улици. Зонирањето не е само за да го, не знам, општината да наплаќа и јавното паркиралиште да наплаќа. Тоа реално решава проблем. Зошто? Имаме жители кои што живеат, например, куќата му е тука и има зонско, односно кога нема зонско паркирање, не му е регулиран паркингот, може секој да му се паркира. Кога ќе се зонира таквата улица, добива можност само тој, согласно одлука на совет. Нормално, домакинството има предност пред сите други да добие бесплатно паркинг место, доколку не постои тако во самата парцела кај што домува. Така да мислам дека е добар момент за решавање и со сигурност, мислам редовно, тоа е тековна работа на општината. Секоја година во секој буџет предвидуваме средства за отварање нови зони, за нови паркинзи и секако со тоа и го решаваме сообраќајниот метеж. На крајот, по трет пат ќе повторам, многу е важна свеста. Многу е важна свеста да помага. Кога не помага секогаш вака со апели и со кампања можеби кревањето на свеста, остануваат ли на сила казните можеби многу посериозни и поригорозни? Еден дел од приходите на јавното паркиралиште си од казни. Секако дека тие си постапуваат согласно нивните овластувања. Во моментот работиме на отстранување на дефектот на камиончето кое што е пајак служба во општината, затоа што таков камион постои, има проблем со инсталацијата, но секако тоа е оврска на паркиралиште и со сигурност дека дефектот ќе биде отклонет. Да, тоа е дополнителен приход. Веќе гледам појава на булевар Климент Охридски,
во долниот дел, тоа е после стопанскиот двор на Комуналец, каде што дотрајани возила се оставени на тротоар, местото кое што е одредено да биде тротоар и буквално се запуштени. Еве упатувам апел и до граѓаните кои што можеби ќе се препознаат и можеби нивните возила се таму, дека по отстранувањето на дефектот и по воспоставувањето на пајак службата, таквите возила ќе бидат кренати. Не смеат да паркираат на такви површини. Зборуваме за јавните предпријатија. Вие имавте една посета на јавните предпријатија во градот, разговаравте со раководителите, со директорите. Колку сте задоволни од и финансиската и структурната кондиција во кои што ги затекнавте од работата на овие предпријатија? Секако ги посетив сите јавни предпријатија, но и сите сектори и оделенија во рамки на општината и постојано комуницираме. Ние ден денеска имаме состаноци, имаме постојани колегиуми, каде што разговараме токму за тие предизвици и проблеми кои што вие ги посочивте и претходно. Секако дека сум задоволен, навистина имаме луѓе кои што сериозно си ја гледаат работата со капацитетите кои што ги имаат тие на располагање, не знам, собирањето на смет. Комуналец се врши со камионите со кои што располага Комуналец. Сега сме во фаза на набавка на дополнително нови камиони од страна на комуналното предпријатие. 4, кога зборувам нови, не мислам на нови од салон, мислам на нови камиони, тоа се половни, но сепак нови, дополнителни камиони за собирање на сметот, со што значително ќе се подобри возниот парк на Комуналец во тој дел, зборуваме конкретно за Комуналец, но јас сум убеден и ве уверувам и вам дека имаме луѓе кои што се стручни, кои што и како си ја познаваат работата, габаритот на работата на сите јавни предпријатија, дали е тоа Струмица газ, дали е тоа паркиралишта Струмица, дали е Комуналец Струмица. Габаритот и опфатот и обемот на нивната работа е навистина голем. Вие кој ќе влезете во стопанскиот двор на Комуналец, ќе видите од едната страна почнувате од водовод, канализација, па не знам, одржување на зелените површини, подигање нови зелени површини, подземниот катастар, собирањето на смет, градските гробишта, градските пазари, тоа се е во делокруг на работата на комуналното предпријатие. И целото тоа за да функционира, навистина е потребно премногу добар кадар. Јас ве уверувам дека луѓето кои што работат таму и функционираат секој во својата област, се професионалци кои што знаат што работат. Имавте порака дека на вашите објави дека барате одговорност и сериозен пристап во работата. Дали тоа значи дека би променувале, не знам, дел од раководните места, дел од директорите, какви ви се плановите, како ќе постапувате понатаму? Или тоа е една порака дека будно ќе ги следите работите во овој сектор? Тоа е и моја оврска, надлежност, за која што граѓаните ме одбрале да служам во наредните 4 години и секако дека редот, дисциплината, одговорноста, отчетноста, транспарентноста пред граѓаните е особено важна. Јас сум еден од градоначалниците кој што го објави својот телефонски број за потребите на граѓаните, за комуникација со граѓаните и тврдам дека тоа може да го прави секој. Нормално. Треба да бараме разбирање од граѓаните во момент кога не може да кренеме на телефон, но секако дека може да ти пишат порака и таа порака заслужува одговор. Од каков и да е карактер, од каква и да е природа. Важно ни е граѓаните да имаат перцепција дека се дел од општината, важно е граѓаните да имаат перцепција дека може да одлучуваат, но може и да посочуваат за одредени проблеми кои што си ги имаме, дел од проблемите кои што се појавуваат се тековни. Особено интересно е да се спомне дека граѓаните комуницираат за обично поситните работи. Не знам, таму имало ступче. Граѓаните се практично нашите најдобри инспектори. Мене ми стасуваат бројни пораки, стотици пораки, каде што ќе каже, не знам, фрлено е ѓубре на таа и таа улица. Или скршено е столпче такво и такво на таа и таа улица. Или уличната светилка на Ценка Павлова. Не ве тоа обременува, затоа што сепак имате... Тоа ми е посебен предизвик и навистина навечер, например, кога сум веќе дома, кога ќе се присоберат повеќе пораки кои што не сум можел да ги вратам во текот на денот, навистина не ме обременува, туку напротив.
соодветно ги споделувам до ресорите кои што се надлежни за таа работа, дали е тоа до паркиралишта, дали е тоа до комуналец, дали од делокругот на работа на Струмица газ, им ги препраќам вообичаено ги препраќам до директорите или до други одговорни лица на оделение. Може да се работи за проблем некој кој што е, не знам, за правните служби, за секторот правниот сектор во општината, или може да биде за секторот на комуналните секторот инспекции во општината, па ги препраќам до секторот или до соодветното оделение. Може да биде до оделение за образование, има доста родители кои што испраќаат пораки. Дел од пораките и не се за проблемите кои што ги добиваме, не се во наша надлежност. И таквите граѓани точно дека не е наша надлежност, но тоа не значи дека не треба да му одговориме. И не треба да превземеме нешто. Не знам, ако е да се исчисти некој канал кој што е во надлежност на водостопанство. И имаме комуникација со директорот на Струмички слив и комуницирам со директорот на Струмички слив, посочувајќи му го проблемот кој што граѓанинот го упатил до мене. Мојата функција ја доживувам токму како комуникатор и акумулатор на проблемите и предизвиците од граѓаните, соодветни одговарајќи на нивните потреби, нормално. Не велам дека 100% од тоа може да се заврши. Има некои проблеми кои што реално не може да се завршат или не може да се завршат во една недела, во две или во една година. Но заслужуваат одговор граѓаните. И не, за мене е одговор. Не ми одговоривте дали ќе има промена во раководните места на јавните предпријатија, на одделенијата со кои што се под ваша надлежност. Ова засега продолжувате со тој тим? Јас сум задоволен од работата на јавните предпријатија, од раководителите на сектори и одделенија во општината, но секако дека промените се сосема природна работа и дека доколку се случат, сигурно тоа нема да го дознаат од гостување во емисија. Јас сум транспарентен човек, но сепак, нели, мојот принцип на работа е во разговор, со дискусија, доколку има потреба, доколку навистина се наметнува потреба за промена, промените може да се случат и ќе се случуваат. Во изминатиот период имате собири на граѓани, се одржуваат и форумите на сесиите во општина Струмица, се собираат предлозите за креирање на буџетот 2022. Што како потреба се наметнува од граѓаните? Може ли да кажете некои од клучните проблеми, клучните идеи, некаков проект кој што можеби не го планирале или вие не сте го имале како визија, но ви се наметнува? Вообичаено ќе почнам со јавните собори, па ќе преминам на форумите на заедниците. На јавните собори, вообичаено граѓаните спомнуваат за оние поситни проблеми кои што ги имаат во делот на нивните урбани заедници или во делот на нивните населени места. Знаат граѓаните да бидат доста креативни и да кажат и многу поголеми проекти, како потребите, не знам, од Дом на култура во населено место Куклиш, домови на култура во други населени места, атмосферска канализација во населено место Муртиново. Но ова е наметнато како потреба. Потреба која што има и реално ја имаат. Доста веќе со канавките, треба имаме обврска да ги изчистиме, но дај да не правиме мовет за канавките. Сега, следствено на тоа ние треба да наоѓаме начини и форми како и дали имаме можност да ги реализираме таквите проекти. Зборувам за покрупните. Не знам, филтер станица за чиста вода во населено место Банско или пречистителна станица за отпадни води во населено место Банско, откако ќе се изгради фекалната канализација. И тоа се потреби, реални потреби на граѓаните. Не им текнало преку ноќ па така да ми ги предлагаат. Веќе е изработена, конкретно за Муртино ќе зборувам, веќе е изработена проектна документација за атмосферска канализација и таа чинеше, само проектот не чинеше 3,5 милиони денари. Во проектот, она што значи пресметка од страна на општината направено, околу 136 милиони денари атмосферска канализација во населено место Муртино. Сега, дали целото тоа ние ќе го реализираме како 136 милиони денари во населено место Муртино, опфатено со сите улички атмосферска канализација? Не. Зошто? Затоа што навистина, дури како повеќе годишна инвестиција, го обременува буџетот и не ускратува во делот на планирање и за потребите на другите жители од други населени места или за потребите на граѓаните кои што живеат во градот, во градскиот дел на Струмица.
Но тоа ни дава за право да бидеме мудри и креативни и да привлекуваме средства од страна. Тоа дали ќе биде Светска банка, дали ќе биде Европската банка за развој, дали ќе бидат, не знам, ресорни министерства, па ќе привлечеме средства од централниот буџет, како што и сега привлекуваме, како што ја реализиравме и фекалната канализација во Просениково, во Дабиле, во Банско. Оптимист сум дека ќе ја реализираме фекалната канализација од 44 милиони денари во населено место Градско Балдовци, со што во делот со фекални канализации практично поголемите населени места веќе ги затвараме. Општина Струмица е една од ретките општини во државата каде што населените места, поголемите населени места им се комплетно опфатени со фекална канализација. За жал тоа не е пример во другите општини или во независно дали урбани или рурални општини. Проверете ги и Ново село, и Босилово, и Василево, Радовиш населените места да видите колку од нив имаат фекални канализации. Умешноста наша треба да биде и предизвик за секој градоначелник, за сите општински служби. Имаме сектор за локален економски развој, каде што имаме оделение за меѓународна соработка и сите таму вработени кои што поприлично агресивно работат на привлекување на средства од страна, затоа што тоа е предизвик за општината. Урбанизмот, секторот за урбанизам, поприлично агресивно исто така работи во делот на аплицирањето на проекти од министерствата, апликации до Светска банка заедно со секторот за локален економски развој. Тоа е благодетта која што има општина Струмица. Токму таквите служби го полнат буџетот од страна, да не бидат натовар на основниот буџет на општина Струмица. Се надевам дека на крајот од годинава ќе имаме можност детално да разговараме за она што ќе се реализира во следната 2022 година. За заокружување на оваа емисија секако не можам да ја пропуштам можноста да ве прашам, бидејќи сте дел од високото раководство на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, што се случува моментов во партијата и за утре имате закажано една средба на која што треба да се изванично да се даде оставката од премиерот Зоран Заев. Што се случува во партијата? Па добро, во партијата тековно си течат сите работи, најнормално. Во делот на оставката на председателот, најавената оставка на председателот Зоран Заев, двојна и како премиер и како премиер и како председател на партијата, ние имаме одлука на Централниот одбор, претходен, дека се одложува. И сметам дека, моје лично мислење, е дека во овој период не е потребна оставка на председателот. Важен период имаме, период во кој што ќе се одлучува и за европската иднина на Република Северна Македонија, период во кој што фокус треба да ставиме на одржување и зголемување на мнозинството, зашто ве уверувам дека во рамки на парламентот постои и го имаме. И верувам, моје лично мислење, почитувајќи ја личната одлука и личниот став на председателот Зоран Заев. Но моје лично мислење е дека има време за оставки. Има време за оставки. И приоритет пред сите нас треба да биде државата, треба да бидат граѓаните и сигурноста, европската иднина на Република Северна Македонија, која што според мене во моментот може да ја одржи господинот Зоран Заев. Има време за оставки, има време за личен чин, но сепак оставаме утре во рамки на извршниот одбор како највисоко раководство на партијата да разговараме, да си ги кажеме нашите лични мислења и ставови и да донесеме конечна одлука. Ке повторам, јас почитувам лични одлуки, особено одлуката на председателот Зоран Заев, но секако рете и јавно за прв пат да го кажем кој е мојот личен став и да оставам простор за разговор на утрешните седници на извршниот одбор и на централниот одбор. Дали името на Ковачевски, бидејќи во јавноста веќе излезе, се врти и во круговите на Социјалдемократскиот сојуз? Добро, господин Димитар Ковачевски ми е добар пријател. Разговараме за повеќе аспекти, сме разговарале, тој како заменик министер за финансии, редовно доаѓал на седниците на Комисијата за финансирање и буџет во рамки на парламентот. Сме дискутирале, сме креирале, сме одлучувале заедно. Слушнав од медиумите за името на Димитар
Ковачевски, ако ме прашувате лично за мислење за Димитар Ковачевски, секако дека е најпозитивно. А внатре во партијата сте го дискутирале или ова Не сме го дискутирале внатре партиски како предлог, секак тоа го видов од медиумите и секако оставаме простор доколку се отвори таква тема да ја разговараме. Партијата ни е демократизирана, во партијата разговараме отворено за многу аспекти, за многу важни теми, внатрепартиски, но и за важни теми и стратешки цели на државата, за кои што секако ги подкрепуваме со одлука, решителност, спремност, мотивираност и овластување на одредени наши капацитети да действуваат и да работат во таа насока. Она што е најважно, ќе повтораме, обезбедување и изголемување на парламентарното мнозинство, а се со крајна цел обезбедување на сигурна иднина и живот за сите граѓани. Тоа ми е приоритет мој и се надевам дека таквите мои ставови, таквите мои размислувања ги споделуваат мнозинството од партијата. Ви благодарам за разговорот, за учеството во Визави, се гледаме во следна прилика. Благодарам на поканата. Почитувани, тоа беше Визави, вам ви благодариме за вниманието со кое што не следевте.